Борба против криминалот и корупцијата, враќање на довербата во институциите, зајакнување на економијата и енергетска независност. Одборот на Националната развојна стратегија го одржа првиот состанок. Премиерот Христијан Мицкоски е дециден дека стратегијата 2024-2044 е највисок обединувачки документ, кој ќе го трасира патот на Македонија кон сериозни промени и реформи што ќе доведат до подобар живот и повисок стандард. За да стигнеме таму каде што сакаме да бидеме, мора да направиме вистински храбри промени, и тоа не само во зборови, туку со конкретни дела и реални резултати. Нашата развојна национална стратегија ќе се заснова на неколку клучни приоритети. Ако сакаме да ја градиме единината, мора да ја зајакнеме економијата. Многу е важно да обезбедиме енергетска независност. Не може да има напредок ако граѓаните немаат доверба во институциите. Сериозни реформи се потребни. Стратегијата опфаќа и корените реформи во образованието, од предучилишна возраст до високо образование. Се отвора фронт и на поле дигитализација, со цел граѓаните полесно да ги добијат услугите од институциите, но исто така и институциите да бидат позаштитени од евентуални сајбер напади. Ќе обезбедиме бесплатен пристап на државните универзитети на две многу значајни научни бази на списанија, научни списанија. Од тука ценам дека со пристапот на овие бази на научни списанија, нашите научници ќе можат правилно да ги индексираат своите научни трудови. Делот од стратегијата кој се однесува на образование предвидува и големи инвестиции во градинки, училишта, спортски сали. Мицкоски вели за овие капитални инвестиции. Клучна улога ќе играат и парите кои владата ги одвојува за општините. Нови 15 милиарди денари од вториот јавен повик кој власта го промовираше вчера. За овој национален документ, премиерот рече дека имало политички консензус, а во изработката на стратегијата учествувале голем број пратеници, представници од министерствата, граѓанските организации и бизнис секторот.